Добар ден! Денеска го имаме Fiat Cinquecento хибрид на тест. Fiat во последните десетина години како да се губи во својата големина. Имено, многу модели имаше, но спадна само на неколку. Еден од најбитните е Cinquecento, која доби нова интерпретација на изгледот. Сега е и хибрид, а во интересната контура која го нема многу сменето својот изглед, има простор доволно за двајца патници. Не само на предната, туку и на задната клупа. Инаку Fiat е познат по добро преработување на зададената тема. Темата е носталгија и долчевита. А што се однесува до долчевита, тогаш мора да се види изгледот на овој Cinquecento, бидејќи подсетува на изворниот Тополино, има слична димензија, а кога сме веќе кај димензиите, иако делува исто како претходната генерација, се разбира со адекватни освежувања, Cinquecento е нараснат во сите правци. Тоа најдобро се гледа во внатрешноста. Оние што добро го познаваат Fiat Cinquecento како модел, кога ќе влезат во новата генерација, ќе сватат дека е тоа еден ремейк на претходната. Дежаву се случува на сите површини, особено на оваа на која е ставена палката на менувачот и кластерот на манипулаторите за вентилација. Пластичните површини се груби. Може сами да видите дека груба е пластиката, но има посебен шарм биколорноста на внатрешноста. Она што не ми се допаѓа во внатрешноста е што нема затворени места каде што може да се остават, да кажеме, клучеви, бомбони, како што се овие нашиве, и сето тоа мора да седи на отворено и секаде да се гледа. Амбиентот е типично италијански, но да видиме дали и карактерот на овој автомобил е типично италијански. Кога зборуваме за хибридите, тогаш прва представа е мотор со внатрешно согорување, голема батерија која има можност да ја задвижува каросеријата без никаков проблем одредена километража. Fiat конкретно оваа година плати 1,2 милијарди евра на Тесла, само за да го откупи својот поголем јаглероден отисок. Денеска скоро секој производител има некој вид на хибридно возило. Fiat со представувањето на новата генерација на Cinquecento, односно 500-ката или кај нас што го нарекуваат моделот Fico, има свој хибрид. Но дали е тој вистински хибрид? Кај Fiat и оној умерениот хибрид не може да се нарече дека е умерен. Бидејќи умерените хибриди во принцип имаат 24 или 48 волтен систем. Кај Fiat тоа е 12 волтен систем. Па може да кажеме дека хибридот на Fiat е скоро идентичен како оној што се вградува во моделите на Suzuki. Неговиот акумулатор е сместен под возачкото седиште и тој абсорбира електрична енергија која се произведува не само од сопирањето, туку и од коленестото вратило. А кога треба, таа енергија се зима не за да може да се задвижи автомобилот на нулта емисија на издувни гасови, туку да ги помогне електричните системи во автомобилот. Cinquecento хибрид е вистински италијански производ. На пиедесталот се ставени изгледот, формата, како и дизајнот. Ергономијата е исто така за пофалба, но динамичките својства на Cinquecento хибрид се
дискутабилни. Тој има 1,2 литрен мотор кој е основната понуда на овој модел. Има само 69 конски сили кои се доволни да го тркалаат возилото. Со него не барајте перформанси, иако има хибрид. Да ве подсетам, овој хибрид не ги подобрува возните својства и не ја олеснува работата на моторот. Па затоа перформансата е ставена во втор план. Хибридите се направени не само за да ги спасат производителите од високите казни, туку и да ја заштитат мајката природа. Тоа се случува преку потрошувачката, но потрошувачката, иако очекува да биде рекордно ниска, бидејќи производителот укажува и апострофира дека во економично возење Fiat Cinquecento може да помине 100 км со 3,9 литри. Тоа за жал кај мене не се случи. Не ја дуплирав потрошувачката, но не можев никако да ја спуштам потрошувачката под 6 литри на изминати 100 километри. Тоа е поради малиот мотор кој како да нема душа кога го забрзувате. Малиот мотор е стокмен за урбани борби. Доколку сакате динамика, тогаш морате да го цедите моторот, што подоцна да ги менувате брзините, а тогаш потрошувачката оди високо нагоре. Затоа Cinquecento хибрид е стокмен и замислен да биде возило во кое полека ќе возите, ќе уживате во гледките, а многу добро може да се снајде во градски услови на возење. Со цена од 16.300 евра Fiat Cinquecento хибрид е во радарот на интересот. Неговиот хибриден систем не е од оние најпосакуваните, но сепак помага во смалувањето на јагленородниот отисок во атмосферата. Можеби ова е висока цена, но тоа е секојдневието. Автомобилите, особено оние што имаат и мала врска со модерната технологија, стануваат се поскапи. Fiat Cinquecento е урбана и стилска солуција. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин.